Се задолжува градоначалникот на градот Скопје да се обрати до владата, за да го разгледа начинот за започнување на постапка за дислокација на усје и сите големи индустријски загадувачи на соодветни места надвор од Скопската котлина. Ова е еден од 5 заклучоци кои доцна синоќа ги усвои Советот на град Скопје, по иницијатива на Зелен хуман град. Меѓу другото, се побара од Државниот инспекторат за животна средина да изврши серија ненајавени вонредни надзори. Заклучоците од градските бараки ќе патуваат на повеќе адреси, до кабинетот на Ѓорѓиевски, влада, Министерството за животна средина, инспекторатот и општините. Премиерот Мицкоски вели дека владата ќе постапи согласно ингеренциите кои ги има. Се бараат воредни инспекцијски контроли, надзор континуиран, тоа не е никаков проблем и сега тоа функционира. Што се однесува до дислокација, и тоа не е никаков проблем што се однесува до владата. Така што сето она кое што е проблем за граѓаните и проблем за владата. Во Министерството за животна средина се одржа итна координативна средба меѓу новиот министер кој стапи на функцијата вчера, неговата заменичка, директорката на Инспекторатот за животна средина, како и одговорни лица за квалитет на воздухот. Министерот Хоџа побара од директорката Гиновска информации во врска со надзорот на работењето на усје, како и да се изврши надзор над работењето на сите останати правни субјекти, кои поседуваат интегрирани дозволи, за кои е надлежно Министерството. Пред речиси 3 години градот Скопје во мандат на Арсовска поднесе кривична пријава против усје, поради загадување. Од обвинителството за Сител вела дека јавен обвинител презема действија за проверка на наводите по пријавата, во рамки на која побара од Државниот инспекторат за животна средина да се произнесе во однос на поврзаноста помеѓу мерењата на PM10 честичките во непосредна близина и регистрираната емисија од цементарницата усје во наведениот период. Се прибираат и други докази, а по комплетирање на доказниот материјал ќе биде донесена јавна обвинителска одлука. Вчера пред цементарницата се одржа протест, а Сдруженијето Стоп за усје најави дека по празниците ќе ги интензивира своите активности. Титан усје ги отфрла обвинувањата дека придонесува за загадувањето и вели дека работи согласно највисоките европски еколошки стандарди. Мартин Арсов, Сител телевизија.